Четврт ден гори депонијата кај селото Босилово. Мештаните се гушат во чат, пожарникарите и вработените во комуналното претпријатие Огражден ја гасат, но пожарот не успеваат да го ликвидираат. Граѓаните велат дека најстрашно е кога има ветер, што често се случува во попладневните часови. Тогаш невозможно е да работат на околните ниви. Па сигурно се пали. Абе, ново. Ептен загадено. Не се ни диши. Вие тука работите во околината? Да. И? Работиме. Преги беше многу повеќе. Сега прилично, ама не се издржува. Решение. Ќе треба некој чувар да има тука. Това е решението. За да не може да запалят. Често ли гори? Често. Градоначалникот на општина Босилово Ристо Манчев се сомнева дека депонијата намерно се пали. Вели дека пожарот се стишува на едно место, а следниот ден гори на спротивната страна. На терен излегле инспектори и полициски екипи, па очекуваат да добијат официјални одговори што точно се случува на локалната депонија. Депонијата гори на повеќе места, со чат е обвиена речиси и целата површина. Оваа депонија се наоѓа на само неколку стотини метри од последните куќи во село Босилово. Непријатната и тешка миризба се шири низ целото село. Оваа депонија често гори, особено во летните месеци. Како мерка за спречување на намерното палење, општината пред неколку години ја огради и поставуваше соларни камери. Сепак таа и понатаму задава големи проблеми и за управување од страна на надлежните институции, но и на локалното население. Општина Босилово нема централизирана депонија за одлагање на комуналниот отпад. Дел се носи во депонијата Шапкар кај Добрашинци, а дел се одложува на помали депонии низ населените места.